Утрински стихови од Библијата. 22 ноември. Сион ќе биде откупен. Праведен суд ќе го откупи Сион, а правдата неговите обратеници. Исаија 1:27. И ние можеме во нашата мечта да ја видиме сликата на иднината, небесното блаженство. Во Библијата се откриени идеалите на идната слава, сцените што ги насликала Божјата рака и што и се мили на неговата црква. Со вера, уште сега можеме да стоиме на прагот на вечниот град и да ги слушаме милозвучните зборови на добре дојде, упатени на оние кои во овој живот соработувале со Христа и кои сметале дека е чест да страдаат заради Него. Таму откупените ќе ги поздрават оние што ги довеле кај Спасителот и заедно ќе го слават оној кој умрел за смртните човечки суштества да добијат живот, кој според долговечноста може да се спореди со Божиот живот. Вековниот судир е завршен. На страдањата и на борбите им дошол крај. Низ целото небо се одгласуваат победоносни песни, додека откупените своите гласови ги придружуваат кон радосниот акорд. Достојно е јагнето кое беше заклано и кое повторно живее како славен победник. Кога некој ќе се откаже од гревот, кој е престапување на законот, неговиот живот во совршена покорност ќе се прилагоди на законот. Тоа е дело на Светиот Дух. Светлината на грижливо проучуваната Божја реч, гласот на совеста, делувањето на Духот, сето тоа раѓа во срцето искрена љубов кон Христа, кој се дал себе си на жртва за да го откупи човекот, телото, душата и духот. А љубовта се покажува во послушноста. Верните христијани, мажи и жени, треба да имаат длабока ревност да ја доведат осведочената душа до правилно знаење за праведноста во Христа Исуса. Тие не смеат да го занемарат верното и љубезно поучување, кое е толку битно за новообратените, за нивната работа да не биде половична. Особено првото искуство треба да биде правилно.